Итар Пео и стариот Арамија. Некој си проучен Арамија слушнал за итроштините на Пеа и троманецот и решил да го испроба во својот арамиски занает. Го нашол еден ден в чаршија и му предложил да го научи да краде. Добро, му одговорил Пео, мислејќи си во себе дека не е лошо човек да знае нешто повеќе. И тргнал со Арамијата. Подкраднале ситни работи по чаршијата, отишле и в село. И тука украле некое јагне, јаре, кокошка, јајце и Арамијата видел дека ќе го бидува Пеа и за оваа работа и решил да го подложи на најзрел испит, па му рекол: знаеш што, Пеа, ти го испече до некаде мојот занает, но денеска треба уште нешто да ти кажам и да ти испробам. Па ако излезеш и тука како што треба, ќе ти дадам диплома од занаетот. И на ондека на врбана има страчкино седло. Во него има јајца на кои лежи страчката. Гледај ти сега како ќе ги украдам јас јајцата, а да не се ти страчката и да летне. И се качил стариот Арамија, го продупил седлото од оздола и ги украл сите јајца на страчката без да ги забележи и да летне. Арнама во тоа време Пео се качил по него. Дури Арамијата, занесен во кражбата, Пео му ги одврзал бечвите и полека му ги избутнал, да слегол и ги скрил во трњето кај врбата. Кога слегол Арамијата и се видел без бечви, му ја подал раката на Пеа и му рекол: дај ми ги, Пео, бечвите и оди ми си со здравје, го положи овој испит одлично. Така Пео добил уште еден занает, но никогаш со него не се користел, зашто не бил Арамија по душа.